колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Песната може много нешто да направи, бидејќи содржи многу елементи од животот на народот и во секојдневниот живот на човекот и секогаш песната има значење. Затоа се пее по разни поводи, при раѓање на децата, при крштевки, при разни празници, слави, се пее секогаш, но особено во револуционерните времења песната имала големо значење во животот на нашиот човек, бидејќи таа го чувала споменот на изминатите времења, ги афирмирала вредностите, херојството, патриотизмот. Во спомените на поголем број наши револуционери, особено од илинденскиот период, точно е запишано што можела песната да направи. Комитите не само што пееле и играле ора во слободното време, туку и кога биле во затвор пееле песни што ги дразнело окупаторите, во случајот османлиите. Има еден запис каде што се вели: пеевме ние револуционерни песни, а чуварот ќе дојдеше, тропаше на вратата и викаше: жими вера, сите ќе ве исколам. Ѓорче Петров пишува како кога ги затвориле некои револуционери од Прилеп, целиот народ излегол на улица и со песни ги поздравувал. За да не се случи иста манифестација и во Битола, каде што ги терале во затвор, таму по некои споредни улички ги донесле до затворот, само за да нема таква манифестација. Павел Шатев пишува како во Солун затворениците, околу 150 луѓе после атентатите, пееле песни, а османлиите со топовски плотуни дали сакале да ги задушат, вели, или да ги поздрават песните. Така останало и имаме многу случаи, многу прилики се запишани каде што песната создавала такво расположение. Има запис, да речеме, дека револуционерите пееле револуционерни песни, комитите, и вели запишувачот: расположението во еден момент достигна такво расположение стана што секој од нас сакаше да пресретне некоја турска потера и херојски да загине, да ја пресретнеме смртта и да ја победиме, како што ни велеше Гоце Делчев. Имаме запис на Петар Манџуков, да речеме, од скопското село Мирковци, кој што е внук на владиката Натанаил и кој има обемни спомени оставено. Има еден запис кога бил со четата на Гоце Делчев низ Егејскиот дел и Пиринскиот дел на Македонија, и вели кога се вративме, Вујко ми ме виде во селска облека, така комитска, и ме праша кај бевте. Јас му кажав дека со четата на Гоце бевме во Неврокопско, Зилјаховско и другите краишта, Серско, Демирхисарско и така натаму. А тој ме праша: а таму пеат ли? Ја паметат ли автономна Македонија? И вели, јас му реков: пеат, да, на селото Старчишта слушнавме песна за војводата Стојан од Старчишта. И вели, Вујко ми замолче, ги подигна веѓите и како за себе си рече: штом се пее, добро е, народот не ги заборава своите песни. Додека се пее, живее и духот на народот.
ете тоа може песната и не случајно се вели и во сегашниве песни што ги пееме, кој ќе ме чуе да пеам, тој мисли таги, јас немам, но се пее за тагите да се заборават. Иако и Линденското востание било во крв задушено, со многу жртви, сепак народот пеел за востанието, бидејќи тоа го одржувало духот на народот, револуционерното расположение, надежта дека слободата сепак еднаш ќе дојде. Во револуционерните песни, значи зборуваме за песните од Илинденскиот период, тие се наречени револуционерни песни и го фаќа тој период, го опева тој период од 20 години. Од создавањето на ослободителната организација 1893 година, преку Илинденското востание до Балканските војни и поделбата на Македонија. Значи во тој период се создадени тие песни со илинденски дух, песни револуционерни што ги викаме, инаку има и пред тоа борбени песни, јуначки, ајдуцки и така натаму, има подоцна партизански песни. Но кога зборуваме за овие песни, треба да кажеме дека за прв пат, иако и порано има и во записите на Цепенков, на Шапкарев, во записите на Наум Тахов, има борбени песни, има песни за комити. Меѓутоа, песни со револуционерна содржина, со национална идеологија, за прв пат среќаваме во збирката на Панчо Михајлов од 1924 година, цел циклус револуционерни песни. И авторот Панчо Михајлов и редакторот Михаил Арнаудов нагласува тоа дека за прв пат тука е застапен циклус револуционерни песни. Yeah.
Сега овие песни се наречени уште и даскалски песни, бидејќи тие најчесто се создавани од учителите, од даскалите, кои што имале задача револуционерните настани и хероите да ги опеваат во песни. Тоа го пишува и Карл Хром, еден австријски конзул во Битола, кој вели учителите имаат задача настаните и личности да ги опеваат во песни. Истото тоа го забележал и Алберт Сониксон, еден американски новинар, публицист, кој неколку години поминал со комитите во четата на Апостол Петков, на Лука Иванов и некои други војводи. Тој истото го напоменува дека автор, вели, на таа песна е сигурно некој непознат селски учител. Значи, учителите, даскалите имале задача да ги опеваат тие, но овие песни брзо биле прифаќани од народот и станувале популарни. Треба да се каже и тоа дека меѓу овие песни има доста песни и авторски песни на одредени писатели, автори, поети, што биле лектира во тогашното образование. Има песни на Ботев, на Левски, и некои други автори, но тие песни се преработени и се опеани со идеологијата на македонскиот народ, со желбите, со сваќањата на македонскиот народ. Во овие песни, значи, за прв пат гледаме национална идеологија, борба за самостојна Македонија, за држава на македонскиот народ во песните од илинденскиот период. Тие песни опеваат, како што спомнавме, период пред востанието, од создавањето на револуционерната организација. Опеани се неколку провали, што биле познати, да речеме, апсењето на Дончо Штипјанчето, неговото однесување кое што било пример за револуционерите. Тоа го нагласува и Ѓорче Петров во своите спомени и другите, дека Дончо Штипјанчето дал пример како треба да се однесуваат револуционерите во такви моменти, дека не треба да бидат предавници, не треба да ги предават идеалите на организацијата. Потоа имаме Виничката афера е опеана, имаме аферата во Арбиново Охридско, кога Дејан војвода направил инцидент, таму и влегол во судир со Аскерот, пошто околу 150 жители на селата од Горна и Средна Дебарца и Долна Дебарца биле испратени во злогласните затвори во Дијарбекир, така натаму. Опеано е самото востание, илинденското востание, борбата на Мечкинкамен, загинувањето на Питу Гули, борбата во Прибилци, загинувањето на Јордан Пиперката во Церското поле таму. Опеани се и други борби од самото востание. Потоа опеани се борби од периодот по востанието, битката на Ножот, да речеме, 1907 година. Потоа загинувањето на наистакнатите револуционери, Никола Карев, 905-та, Даме Груев, 906 година. Загинувањето на Чакаларов, на многу јунаци опеани се во тие песни.
песните по стариот датум се спомнува Европа, особено по Берлинскиот конгрес, кога населението во Македонија било разочарано од односот на Европа, па така Европа и се колне и се псуе, затоа што ја оставила Македонија под робство, додека на другите околни народи им подарила слобода. Се вели очаен глас се слуша, од врв Пирин планина очаен глас се слуша, Македонија плаче. Плаче и проколнува. Проклета да бидеш, Европо, блуднице, вавилонска, крвнице македонска. И така натаму, значи, народот бил многу разочаран од одлуките на Берлинскиот конгрес и во една песна што била популарна во битолскиот вилајет во 1884 година уште, се знае и авторот, и Никола Андреев, познат како Алај Беј. Токму тоа се пее, тие разочарувања и колнењето на македонскиот народ. Опеани се и предавниците, да, многу предавници, од Коте од Рулија до Диме од Црнобуки. Но направена е една грешка, тоа сакам да споменам, што во песната за загинувањето на Ѓорѓи Сугаре се обвинуваат параловци дека се предавници, не биле параловци предавници, туку Петре Лигушот го направил тоа предавство. Тоа народот го опевал, затоа ги колнел предавниците, го колнел Митре Гинката, го колнел Димета од Црнобуки, го колнел Петре Лигушо, Коте од Рулија и другите предавници кои што не се опеани како херои, туку како опомена дека клетвата на вистина ќе ги стигне секого до деветото колено. Бог да го бие Кодошот Митре Гинката, што го предаде Турунџе страшен бунтовник. Тој го предаде Турунџе. Застои пеј се жолтици, застои пеј се жолтици, на тие клети душмани. Готурија зандани, во тија тесни долапи, со тешки пранги на расе и дробен синџир на гуша. Го изведоја ад базар, му ја кажа бесилката, цела се битола расплака за Александро Турунџе. Во овие песни треба да се каже и тоа дека се реагирало многу брзо. Да речеме, песната за Јордан Пиперката во Прибилци е испеана како што сведочи Панчо Михајлов во неговата збирка. Пеана е 3 дена по настанот, поточно. А тој настан бил во текот на Илинденското востание. Значи, се реагирало веднаш со песна. Се адаптирале песни
познати песни од претходниот период, ајдутски, јуначки песни, така натаму, разни обредни песни, свадбени песни. Во песната "А излези Ѓурѓо" имаме многу елементи што ги среќаваме и во свадбените песни. Песните се адаптирале многу брзо и се создавале нови песни. Познато е дека песната за загинувањето на Веле Марков во Ракитница, 1902 година, тоа е дело на Никола Киров Мајски, меѓутоа песната била популарна 2 месеци по настанот. Значи народот реагирал, ги прифаќал песните, ги пеел, на тој начин ги славел своите јунаци и нивните јунаштва. Се чувствува тоа литературно влијание, затоа што тие песни се запишани непосредно по испевањето, по создавањето и немало време да го минат тој процес на фолклоризација со додавање и сврлање на елементи што ги имаме во обредните песни, во митолошките, да речеме, во љубовните песни. Така што овие песни ја немаат од естетски аспект гледано убавината на обредните песни и на љубовните, но тие целта им е да го прикажат настанот, да ја прикажат борбата, да ја прикажат фактичката состојба. Токму затоа овде се стреми да се долови амбиентот од елинденскиот период, жртвата, да поука да се даде, да се поттикне, да се влее верба во населението. Ете тоа се тие песни, затоа е тоа литературно влијание што се чувствува во нив. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали постои понесреќен народ од македонскиот? И дали може да има пошироко поле во светот за работа од во Македонија? Ние дојдовме во Штип случајно, се едно каде. Треба да се работи што поскоро. Литературата, во спомените, особено на илинденците, има многу фолклорен и етнолошки, етнографски материјал.
При создавањето на оваа книга, оваа антологија, јас прочитав многу литература, спомени на илинденци, и навистина бев изненаден колку тие во своите спомени истакнувале вакви моменти. Сето она што е духот на народот се одразувало во животот на борците. Не можело, да речеме, да не се има однос кон празниците. Потоа кон одредени обреди, одредени верувања, суеверија и така натаму, сето тоа тука е опишано. Има еден запис дека некој Петров, Спиро Петров, некој Ангел Динев, пишува и другите овие илинденци, пишуваат дека многу убаво пеел. И вели тој пееше и кога пукаше, и кога војуваше. И пееше до тогаш додека еден врашки куршум не му ги прекина и песната и животот. Познато е дека секогаш кој ќе се најделе во едно такво друштво, во една таква атмосфера, кога не воделе борба, кога не патувале, кога имале тој одмор, пееле песни. И точно се напишане таму кој се истакнувал во пеењето, кои песни се пееле. Да речеме, Гоце Делчев ја сакал многу песната за Сирма војвода, ја сакал песната Кукни и кукавице, и во збирката на Панчо Михајлов, иначе Шмеджиев, оваа песна е точно напишана дека е љубима или сакана песна на Гоце Делчев. А за песната за Сирма војвода, пак Чешмеджиев има запишано дека Гоце ја пеел неколку денови пред да биде погубен, пред да загине. Значи, фолклорот, етнолошките моменти, обичаите, верувањата, суеверијата и така натаму, песните, приказните, ората биле составен дел од револуционерите. Има еден запис, дури кога еден револуционер вика, кога заврши борбата, ние се повлековме на една чистина и го заигравме орото. А турците гледаа и се чудеа од другиот рит, ама не пукаја додека игравме. Сакам да речем дека фолклорот е дел од човековиот живот, тој не може да избега од него, без разлика дали се воени времења. Има записи, да речеме, на Арсений Јовков дека и кога се враќале народот од збеговите на изгорените села, вели, игра, ора и пеја песни на изгорените пеплишта, славејќи го изгорениот маченички живот, а создавајќи го револуционерниот фолклор. Пушки да си купиме за четата комицка, пушки да си купиме, борба да си одиме, борба да си одиме, земја да ослободиме, земја да ослободиме, земја Македонија. Од револуционерниот период најопеан е секако Гоце Делчев. Ликот на Гоце Делчев доминира. Оно што е Марко Кралев во јуначките песни, во епскиот циклус, тоа е Гоце Делчев во револуционерните песни. Треба да се каже дека опеан е целиот живот на Гоце. Од раѓањето, роди мајка Машко Чедо, па го крсти Ѓорѓи, преку борбите, револуционерната дејност до загинувањето.
споменуваат и неговите родители, неговите роднини, се споменуваат соборците, се споменува и неговата девојка Јанка или Јустинијана, како што е било името Каневчева од Охрид, и таа е опеана во песните, во песната Јанка низ гора врвеше, но и во други некои песни се споменува како Јанка. Јанка низ гора врвеше, и на гората збореше, и на гората збореше. Гороле, горо, зелена, имаш ли вода студена? Имаш ли сенки широки? Има неколку стотици песни за Гоце Делчев, значи неспоредливо најопеание. И тука нема дилема и зашто е тоа така. Затоа што Гоце, што се вели, имал харизма, имал звезда. Таму каде што ќе се појавил, тој било настан. Луѓето доаѓале да го видат, да го слушнат. Имаме еден запис во село Гугово, во егејскиот дел на Македонија. Христо Силјанов пишува дека една вечер се собрале за покрстување на нови или за членување на нови членови на организацијата. Кога вели, кога отвори уста Гоце, кога рече браќа, веќе сите беа заробени во неговата маѓија. И ние дури што бевме покрстени и што не се однесуваше тој говор на нас, и ние бевме маѓепсани. Зборовите удира, бидејќи во црквата се одржувало тоа, удира во зидовите, во фреските и се враќа во нашите срца. Ете, тоа бил Гоце, затоа за него се пеело. Гороле, горо, убава, ке мине Гоце со своја верна дружина. Гоце со неговиот однос, со неговата чистота, секаде предизвикувал внимание. Имаме запис од, да речеме, кога бил учител во Штип, ги за Бадник ги собрал децата и ги повел низ селото, низ Новосело, и постојано повторувал: станете луѓе, разбудете се, доста е спиење. Тоа има и символично значење. Гоце вели дека за да се дојде до слобода треба робот првен да се ослободи од робството, да се ослободи себе си од робството. Затоа проповедал да се прекине тој 5 вековен сон и луѓето да се ослободат. Инаку
Тој е толку опеан и затоа што бил пропагатор на чистотата на револуционерното движење. Тој зборувал дека ослободувањето на Македонија е задача, дело на самите македонци, дека не треба да се чека некој од страна да дојде да ја ослободи Македонија, затоа што велел тој што ќе ја ослободи ќе има и своји барања. Револуционерите се заколнувале пред Библија, пред Евангелие, пред кама и пиштол. При заклетвата тие животот и го посветувале на татковината. Затоа, кога ќе се најделе во некоја безизлезна состојба, ситуација, тие посегнувале по својот живот, за да не паднат во рацете на непријателот, за да не бидат исмевани, за да не бидат понижувани. Познато е саможртвата на Методија Патчев во Кадино село, познато е саможртвата на Узунов во Цер, познато е саможртвата на Дине Абдураманов и многу други јунаци, саможртвата на Ножот, да речеме. Кога биле известени комитите на Ножот, врвот, тамо дека доаѓа Аскер кој ги обиколува, дека треба да бега за да се спасат, тие рекле ние не дојдовме да бегаме, ние дојдовме да се бориме. И така останале да се борат и загинале, според некои извори 54 комити, според други извори многу повеќе. Дине Абдураманов, кога бил сардисан од турците во куќата, тој се борел, пукал додека имал муниција, додека имал оружје, и кога веќе немал, како што пишува Христо Силјанов, вика, едно време настана тишина. Потоа се слушна неколку истрели и потоа излезе Дине Абдураманов и јурна на аскерот со голи раце и беше убиен, но кога аскерите влегоа во куќата, видоа локва крв, две жени, едно девојче во раната младост, во цутот на младоста и еден повозрасен човек. Тоа бил војкото на Дине Абдураманов, мајката негова, сестрата и ќерката негова. Вели, аскерот беа обезоружани, немаше што да прават, немаше што да кажат, но да беа живи тие луѓе, тоа ќе се изживуваа на нив. Затоа Дине ги уби, а потоа излезе да биде убиен. Тоа е таа саможртва што опеана во песните. Дури некогаш и кога комитите ќе загинеле во борба, тие народот ги опевал како саможртва, давајќи им повисок степен на признание на жртвување.
не послуша Методија Пачев ги одведе село Кадиново. Ги предале клетите ко доши силна војска, ги е сардисала. Цел ден тие луто се бореа за слобода, за Македонија. Овде сакам да го спомнам и едно писмо на Христо Узунов, кој во предсмртниот час, така да речеме, и пишувал на мајка си, на мајка му. И пишувал: јас како најстар син имам обврска да бидам покрај тебе, да немаш нешто што не ти достига. Но сега се други времења. Сега е време кога јас сум и повеќе потребен на втората мајка Македонија. Затоа не плачи за мене, туку биди горда и да бидеш пример за другите мајки. Ете, тоа се револуционерите. За Македонија. Македонскиот народ имал однос кон бајракот секогаш. Бајракот му значел, бидејќи бајракот се користел и во свадбите, свадба, свадбениот бајрак, и при изведување на црковните обреди, лити и така натаму. И од тука и бајракот или знамето во револуционерниот период исто така има своје место. Знамето е опеано во многу песни. Знамето или бајракот, како што често се опева, означувал победа, херојство. Луѓето, ако им бил одземен бајракот, се бореле да го повратат. Земањето на бајракот, истакнувањето на бајракот многу значило. Има многу песни што пеат за везење знаме. Везат, девојките везат знаме со срма, со коприна, со злато, со сребро и со така натаму, со најскапоценните метали. Везат знаме за најдобрите јунаци, за Гоце Делчев, за Јане Сандански и другите јунаци. Особено за Гоце и Јане има многу песни. Знамето било порачувано од најдобрите везилки. Била купувана материјал од солунските продавници, било тајно носено, сошивано во облеката и така натаму, но кога ќе се развеело знамето, тоа значело нешто. Ете, знамето е опеано во многу песни и многу јунаци загинале бранејќи го знамето, бранејќи го бајракот да не биде одземен. Za
остава впечаток во овие песни колку често или колку многу се спомнува името Македонија. Значи со тоа име живеат комитите, за тоа име умираат. Секогаш се пее "Јас умирам за Македонија", или во песните во кои што се опева смртта на некој јунак се вели "Син ти се, бабо, ожени за Македонија". И во песната за Миле Попјорданов, и во другите песни, и во "Црна се чума зададе". Во сите се споменува како женитба, како свршувачка за татковината, за мајка Македонија. Инаку Македонија некогаш е мајка Македонија, некогаш е мачна Македонија, некогаш е жална Македонија, некогаш е страдална Македонија. Има различни аспекти во кои се споменува, но интересно е што скоро во секоја песна, или барем во најголемиот број песни, се споменува Македонија како идеал за кој се гине, за кој се војува и за кој се гине. Ти се мајко, о жена, о жена. Си ти се мајко, о жена, о жена. Си ти се мајко, о жена, за една македонка поробена. Sin ti se majko, o žena, za jedna Makedonka porobena. Во овај ракопис има две книги. Едната се студии за револуционерните и за борбените песни воопшто, а вториот дел е книга антологија "Јунак падна, бајракот не падна", една символика за континуитетот на револуционерната мисла и акција на нашиот народ. Во почетокот, значи во првиот дел е студија за борбените песни, бидејќи не се само револуционерните, таму се зборува за карактеристиките на јуначките песни, на ајдутските песни, на песните за балканските војни и Првата светска војна, кои што се една специфична појава кај нас, потоа партизанските песни и така натаму. И сето тоа е во кориците на оваа книга. Бидејќи во народните песни, револуционерните, конкретно од илинденскиот период, се застапени, се опеани голем број ликови од македонското револуционерно движење, сметав дека треба да се дадат барем основните биографски податоци за опеаните личности таму, и така едно поглавје посветив токму на тоа, во куси биографски белешки, да го доловам животот и револуционерната дејност на личностите што се застапени во песните. Ова книга е објавена неодамна со средства на Министерството за култура, тоа сакам да го кажам. Во почетокот, значи, на конкурсот најпрвен беше одбиена со образложение дека не е од национален интерес и дека не собра 51 поен, но подосна на жалбата беше прифатена и книгата беше ставена во тие книгите што ги финансира Министерството, и сакам да искажам благодарност за тоа, затоа што годинава се одбележува 120 години од славното Илинденско остание, од загинувањето на Гоце Делчев и многу други јунаци, од 130 години од создавањето на Македонската револуционерна организација. Книгата е создавана долги години, значи уште од, можам да речам точно 5 децении. Ги одбирав најубавите песни, ги споредував, ги читав разни
овие вестници, списанија, некои недостапни веќе публикации и го избрав тоа што сметав дека е најдоброто. Тоа го сметав и го сметам и за одолжување кон сите оние знајни и незнајни јунаци што животот го дадоја за нашата татковина. И ќе бев многу несреќен навистина ако во оваа година и по овие јубилеи, ако не ја објавев оваа книга. Затоа што тие луѓе, јас се уште сметам дека душите нивни гледаат од Паралоските чуки, од Ножот или од Рашанец и од другите места, дека гледаат и очекуваат од нас да им оддадеме барем едно признание. Браќа, брзаме да ве поздравиме со востанието. Денеска цела Крушевска околија, заедно со цела Македонија, крена востание и викна: долу тиранијата, да живее рамноправноста меѓу македонските народности. Насекаде камбаните бијат, народот со некоја чудна радост се собира под бајракот на слободата. Девојките и невестите со цвеќиња им ги китат главите и пушките на востаниците. Насекаде се гледа радост, песна и веселие. Овие песни денес се пеат во обработки и тоа е добро, треба да се обработуваат, да се пеат, што повеќе да се пеат. Но при тоа треба да се води сметка за автентичноста на песните. Да не се наруши автентичноста. Јас не сум музичар, не знам музичкиот дел, меѓутоа текстуалниот навистина има грешки во некои песни. Да речеме во песната "А излези Ѓурѓо", комитите на Јордан Пиперката не одат да платат вересија, туку да платат вергија. И војводата не е Бајрактар. Бајрактар било друго лице, напред оде војводата, по него Бајрактарот и четата. Право си трга, Ѓурѓо, право си трга, сестро, право си трга, Ѓурѓо, село Прибилци. Ај, село Прибилци, Ѓурѓо, крај Мутуро. Напред ми оди, Ѓурѓо, напред ми оди, сестро, напред ми оди, Ѓурѓо, Бајрак народ. Ај, и по него, Ѓурѓо, Јордан Пиперка. Да му ја платат, Ѓурѓо, да му ја платат, сестро, да му ја платат, Ѓурѓо, верегијата. Ај, верегијата, Ѓурѓо, 3 годишна. Вергија е данок што го плаќал народот. Народот имало различни даноци и многу даноци. И еден од тие даноци бил и вергијата. И кога вели одиме на бегот да му платиме вергијата, се мисли на освета, на борба, на
казнување на бегот, а не на вересија од некога што стоела. Значи, сакам да кажем дека треба да се води сметка, не се тие беззначајни моменти. Тоа останува, го пеат младите, го учат, останува за идните поколенија. Инаку ја поздравувам таа идеја да се обновуваат песни, да се препеваат нови пеачи, млади пеачи да ги пеат што повеќе, само многу ми е жал што фолклорот исчезна од наставните програми. Во наставните програми фолклорот веќе го нема. Што е тоа, знаат тие што ги составуваат тие програми, меѓутоа по војната, по Втората светска војна, фолклорот беше лектирата. Во отсуство на литература развиена како што бевме тогаш, народните песни, народните приказни, пословиците и другиот фолклор беа лектирата на учениците. И таму е мојта родина, далеку в Македонија. Јас сакам таму да загинам, а ти не забрави завет. За разлика од историјата како наука, која што ги бележи фактите, која што ги бележи настаните, датумите и така натаму, песната е духовна историја. Песната, душата на народот ја опева. Ете, затоа се пее и кога човек е радосен и кога е тажен. Се пее секогаш.